Sami nesoglasni sme. Sekoja bolka, slabosť, stihija, prokletstvo, magija, nadvor od sveko jedan od nas i od ovoj dom i go objavujeme carstvo to Božjo. Ovde žive i caruva Isus Hristos, nadvor sve što ne odisiš. Marš u ime to Isus. Slava ti Gospod Isuse Hristos. Amin. Stani odi, zemlji apostolkata i odi si, verata tvoja te spasuva. Verujem o Isus, moj Gospod, spasitelj, koji će pretrpi do kraj, te bide spasen. Ostavi se zemno i vrli po mene. Ja sam tvoj Gospod, doktor, spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli. Me isceli po celi svet, me возлюbi, svoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubav tvoja, što nikogaš ne sotira. Isceli po celi svet, me возлюbi, svoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubav tvoja, što nikogaš ne sotira. Što sa každa naprava za tebe, da gledam, hodam, slušam, ljubav Isuse, sve je možno za onoj koji veruva. Neka ti bide stvoren verata, celi svet, возлюbi, tvoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubav tvoja, što nikogaš ne sopira. Me isceli po celi svet, me возлюbi, tvoj ljubav me napoji, roden su, tvoj ljubav tvoja, što nikoga ne sopira. Ajde, slava ti Gospode Isuse Hriste. Slava ti Gospode naš, Tatko, Tatko ti blagodarime, Tatko sobrani sme во името Tvoje, sobrani sme во името на Твојата љубов. Твоите деца се собрани на едно место, собрани сме на местото за почивка, на местото каде љубовта Исусова почнува, а завршува мојата телесна љубов. Собрани сме, Господе Исусе Христе, согласни сме и повикуваме кон Тебе да слезе сила од небесата, сега и овде, да се отворат небесата врз секој еден од нас. Татко, Ти зборувај, Ти употребине, Ти дејствувај, согласни сме дека Ти си нашиот Татко, Ти предаваме се, Ти можеш да направиш се, веруваме во Твојот Син, Исус Христос,
дека го даде својот живот за секој еден од нас и за оваа Твоја црква, Твоја духовна заедница, која не може да сопре, затоа што Твојата љубов не преплавува. И ние велиме сите заедно, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос. Не враќај се повеќе, не за болки, болести, страдања, магии, проклетства или било која друга замка на сатаната, да замине веднаш. Не отстапуваме, согласни сме за исцелување на секоја болка, на секој проблем, на секоја врзаност. Татко, повикуваме кон Тебе во името на Исус, не отстапуваме, дека Ти ќе не исцелиш, дека Исус плати за секој еден од нас, со крвта своја плати за нашите гревови и немаме потреба да ги носиме повеќе. Се предаваме во Твоја власт, во Твојата љубов. Господе Исусе Христе, го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, во овој дом, во целата заедница, во Македонија и насекаде. Исусе, Ти си нашиот цар и победник. Те љубиме и Ти благодариме. Зборувај во сила, нека слезе пламенен оган, да не освети, исчисти, возлюби, роди во сила од озгора. Ако некој не се роди од озгора, нема да влезе во Царството Божјо. Тргнуваме со Евреите 4:11. Кои се тие евреите е добро? Телесните луѓе мислат дека евреите се таа заедница национална израелска. Видете, ние можеме да повлечеме линија после потопот. Нема веќе луѓе на земјата, само Ное со 3 синови. Сим, Хам и Јефет. Тоа се евреите. Евреите се првата заедница. Од тие тројца, Сим, Хам и Јефет, сме настанати сите народи на земјата. Сите ние бевме евреите на почетокот, имавме завет со Бог, а денеска сите ние стануваме христијани, кога ќе повикаме кон Него. Прашање е само на време. Ние сме Негови, дали ние прифаќаме или не, ќе поминат милениуми, како да речеме, вечности на страдање, додека немаме отпор. Тој вели вака, треба да се потрудиме. Мораш да се потрудиш, не можеш да седиш во истото, да влеземе во тоа место на спокој. Вика, место на мојот спокој, вели Исус. Значи да влеземе, зашто секој што му е непослушен на Бог, на Отецот, пазите го овој момент, како што беа израелците, тие првите, и овие што се сега, што се уште мисла дека не е дојден и го распнаа, секој што му е непослушен на Бог, ќе биде, ќе отпадне. Ние мора да бидеме послушни. Послушно значи да слушаш, да се промениш, да го слушаш Словото, а потоа да го живееш, да се промениш, да му дозволиш, ќе дојдеме на тоа, да те учи, да те обликува. Понатаму, Божјата порака, ова Слово, е жива, таа е животот. Таа е животот што те оживува, таа е дух и живот. И не се враќа празна, таа е делотворна, вели. Значи има дела. Не можеш да бидеш во христијанство да седиш, да нема дела. Дела на љубовта. Таа е поостра од секаков меч. Ако почнеш да ја прифаќаш, таа ќе се всели во тебе тој дух, таа сила, и ќе те отвори, значи доаѓа до нашите најдлабоки мисли и намери, понатаму вели, соголувајќи ги душата од духот, сака да каже телесниот од духовниот човек. Ние мора да ја направиме таа разлика. До сега постапува вака, од сега знам како би постапил без Исус, но не постапувам. Чекам сила, важно е да имам сила. Силата не значи да се тепам, да останам во љубовта и во мир, да влезам во неговиот спокој. Таа, вика, Божјото Слово не разоткрива онакви точно какви што сме. Тој знае кои сме ние, никој не може да се сокрие од Него. Тој знае се, уште пред да се помолиме, пред Него сите ќе полагаме сметка еден ден. Добро, кога веќе сум дознал за Исус, да размислам што правам, како постапувам,
да не се врзувам со зборови, со мисли, самиот да си правам проблеми, зашто двоостар меч, значи, ако сечеш натаму, сечеш и назад, тоа што го правиш, тоа ќе ти се прави. Затоа вели да се држиме непоколебливо до верата Исусова, ќе се вратиме на ова, доаѓаме до поуката што е слезена, поврзување. Поврзување е важен момент, да го разбереме ова, ни го отвара во една друга длабочина. Врска, линија, дали се вклучи, дали сум поврзан на интернет, дали сум поврзан на телефон, пазете, дали сум поврзан со Исус Христос е важен момент, ако го размислиме, со кого сум поврзан, постојано со кого сум во врска. Например, кога се молам, кој ми е на линија, кога дишам, например, кога мислам, кога зборувам, кога действувам, кога се движам, со кого сум поврзан. Важен е овој момент, затоа е грешката. Без поврзаност, значи трајна врска. Ако се прекине линијата, немаш ти линија, ние сме сега на Вибер, ќе се прекине интернетот, не сум поврзан. Пазете, трајна врска. И ти викаш, ало, значи ако не си поврзан со Отецот Исус, ти самиот зборуваш, самиот се молиш, самиот действуваш, не си поврзан. Ти си се уште во телесниот свет. Ало, Господе, погрешен број. Телефонскиот број не постои. Постои, ама треба да го најдеш. Како да се поврзам, тоа е целиот момент. Татко Исусе, дали вистински сум поврзан, врзан за нив? Важен момент. За Таткото Небесен Исус Христос го имаме во оружјето Божјо. Појасот на вистината, ако се стегнам за Исус, од кога ќе бидам веќе поврзан, за да не отпаднам, каблите ги стегам и ги ставам каде што треба. Ако не си поврзан, пази го овој момент. Па ти се молиш на празно. Нема на другата страна никој. Тоа се тие молитви на илјадници христијани кои се бесплодни. Тихо ми вели, не ме слуша Господ. Па сигурно, ти немаш врска со Него. Ти сам со себе разговараш. Со твоите домашни непријатели. Непријатели на човекот се неговите домашни. Тоа се демоните во тебе што ти прават разни мисли. Не се тоа некои да те плашат како бубач. Тоа е мисла која ти ја тераш. Вака ќе направам, така ќе направам и тоа те врти во круг, те држи врзан. Пази, не си поврзан, не си чуен, не си слушнат од Таткото Небесен. Не си поврзан, држиш монолози во празно, самиот си зборуваш. Знаете, тоа е целиот проблем. Во телесниот свет, молитви кои не можат, условно кажано, да пробијат. Апостол Павле вели, знам еден човек во тело или без тело, беше качен на третото небо. Не доаѓаат молитвите до третото небо. Бог знае, вели тој. Зошто? Условно кажано. Па затоа што не си поврзан. Стигаат само до поднебесните сили на овој век. Демоните се смеат, ти си се правиш нешто, се занесуваш, може би мислиш дека исцелуваш, лекуваш, пророкуваш, ти не си поврзан и сеќаваш дека немаш сила. По извесен период, еве сега, со еден сотрудник тамо, пак му се вратила вртоглавицата која ја исцелил пред 6-7 години, не научило зошто и како. Рече, сега ќе се молам, ќе ми помине. Пазете, како да се поврзаме важно. И мораш да сетиш дека сила, јас кој речам, татко, излегува сила, се отвораат небесата и ние дишиме и ја примаме таа сила, ако се поврзаме, ако немаме отпор. Пазете, како да се поврзам, еве ги стиховите кои ги кажува Исус, кои се важни, за да бидат, вели, на Таткото му зборува, сите едно. Пазете го тој момент, како што си ти, татко, вели тој, татко, како што си ти во мене, така и тие сите сотрудници да бидат во нас и да бидеме едно. Тоа е вистинска, реална можност. Исус го обвинува, тој Господ го нарекува татко. Ето му вика, ало, Господе, затоа тој вели, сите што ми викаат Господ нема да влезат. Сите викаат Господе, илјадници луѓе. Татко му вели, да бидеме едно. Тоа е моментот. Јас сум сигурен, кога ќе повикам татко, јас сум поврзан, не се пуштам. Од сабајле до вечер, татко, во името Исусово, да излезе се што не е од Исус од овој простор, по негова волја. Како да се поврзан? Значи Јован 17:21, да бидеме поврзани со Исус и Отецот. Уште еднаш кај понатаму вели, зашто ние сме сраснати, тоа е добар израз, за Него, со Него, во еднаква смрт ќе бидеме соучесници во воскресението. Значи кога ќе сраснам,
Ово го оставам стариот човек, се прикалемувам на духовно стебло и го чекам воскресението кое е Римјаните 6:5. Значи сраснат, калемен на него, промена на природата, значи словото го разделува душата од духот, ти се будиш, душата се намалува, е подчинета и се прилепува кон духот наместо кон телото. Соединет со него. Тоа подразбира вистински, ова го повторуваме често, Исус да живее во моето срце со Таткото небесен. Вистински е тоа, тој живее. Знаете, дали можете да го замислите тоа духовно присуство одвнатре кога има таа сила, начинот на однесување се менува, ви се менува. Имате трпение да молчите кога сте треба, да зборувате кога треба да го кренете гласот и да дејствувате. Значи, дали тие вистински да прават сокровиште, живеат во мене, да нема разлика, ова слегло и претходно, меѓу мене, Отецот и Исус, да бидеме едно, како што си ти во мене, Татко, јас сакам сите сотрудници да бидат заедно со нас, да бидеме едно тело, да бидеме во сила и тогаш се крева војска Исусова. Ако не си поврзан, концентрирајте се на ова, и кога се молиш, ти се молиш на некого друг, не си поврзан, не е исполнет некој услов, имаме други услови таму, покајување, простување, неосудување, прифаќање на Божјата волја, да му предадеш се. Тогаш почнуваш да се поврзуваш, ќе ти испрати човек. Тоа е целата суштина. Значи ти тогаш си се молиш сам себе, сам си се истакнуваш, си се објавуваш, си се промовираш ако не си поврзан. Затоа има молитви што не се слушаат. Луѓето што се раководат по својата телесна природа, не се поврзани, не можат да му угодат на Бог, не се поврзани. Римјаните 8:8. Ние треба да живееме по дух, поврзани со него, не по тело. Да го промениме начинот, тој е целиот проблем, и тој духот Божји да живее во нас. Ако го немаш духот, ти не си христијанин, кажано е на повеќе начини, повеќе препеви, Римјаните 8:9. Тој што го нема духот Божји не може да се нарече христијанин. Пазете, тоа е повторено. Дали ти вистински си поврзан? Ова е важно, како да се поврзан. Мораш да застанеш и да речеш Татко Исусе, и да го почнеш тој процес на менување. Или ти си се молиш, си дејствуваш, си зборуваш самиот, без разлика ти што можеш да правиш. Имаме луѓе, исцелува, лекува, проповеда, кажува стихови, не е поврзан, нема сила, по извесен период ќе видиш дека ќе падне болен. Значи, мора да го платиш ти тоа што го зборуваш, а опасно е кога се спротиставуваш, а не си во сила, ќе рипнат демоните како синовите на тој првосвештеникот еврејски, што ги истепа еден човек, истепа 7 души. Значи, ќе се дојде повисок ранг на демонска сила. Тоа е голема сила, не треба да си играме. Само кога си во сила и поврзан, можеш да действуваш не од овој ум. Тој ќе ти каже каде. Дека има некој проблем, треба да се викне, ќе видиш како ќе се научиш на тоа. Значи, сите што се управуваат по Духот Божји се синови и керки Божји. Тоа е тоа што треба да го научиме. 8:14 Римјаните. Кој ме управува? Кој ме управува? Тоа е важна насока. Дали сум поврзан со Исус? Дали сум како во струја, кога се вклучиш, не си вклучен во струја, си паднал, се троши батеријата и немаш веќе. И само живуркаш, се разбира, не те остава, духот го имаш во тебе, ќе се изгасиш. Како да направам? Што да направам? Кој ме управува? И така натаму, се што е, одиме сега поентата на ова, што тој сака да го објасни. Важен момент. Се што е создадено на земјата, пазете што кажува, е подчинето на Божјото проклетство. Се, луѓе, животни, дрвја, маси, минерали, билки, се. Таму внатре има нешто што се движи. Тоа е отпад на дух. Значи, се е под Божјо проклетство, но не по своја волја. Ти сега имаш своја волја да го отврлиш тоа, ако ќе станеш човек и свесен, туку по Божјиот закон на љубовта, си излегол од законот на љубовта, не си се поврзал, си се кажал јас сум Бог со сатаната и паѓаш на земјата и немаш сила, живееш во проклетство. Адам и Ева една приказна, сатаната паднате втора приказна, истото е. Каин го убива Авела, истото.
Истата приказна е. И вели, затоа сите соездиненија што е создадено се надеваат дека еден ден ќе бидат ослободени од тоа проклетство кое почнува со раѓањето и со смртта. Ние сме во таа дистанца, значи имаме рок на трајање, се раѓам на тој ден, заминувам на тој ден, тоа е тоа смртно и проклетство, од тоа треба во тоа време да повикаш кон Исус, да се поврзеш, да се фатиш за него, да не се пушташ, да ја примиш силата и од тоа проклетство да влезеш, како што вели понатаму, ќе ви изчитаме вториот препев, да ја добијат, вика, се што е создадено беше подчинето на Божиото проклетство, не по своја волја, тук по негова наредба, сите созданија се надеваат, сите дека ќе бидат ослободени од стегите на смртта и раѓањето, се мисли и на билки и на камења, затоа тој вели можам да направам овие камења да проговорат. Не заборавајте дека ние сме земја. За нас е тоа несватливо, како е дувнат во кал, земна, духот и сме станати жива душа. Самото создание ќе се ослободи од робството на проклетството, на распадливоста, при славното ослободување на чедата Божји. Нас Исус не ослободува ако ја прифатиме неговата власт во нашиот живот, во нашето суштество и му се предадеме како невеста на младоженецот. 8:20-27 проклетство, спротиставен на Исус, не си поврзан, откинат си, паднат си, имаш рок како батерија која ќе се потроши, а потребно ти е ослободување кога ќе се поврзеш во дух со Исус и Таткото Небесен. Тоа е тоа што треба да го научиме. Овие други стихови можеме ние да ги цитираме, да анализираме како постапувал тој. Ова е концентрацијата од раѓањето до смртта, живееш во проклетство, се додека не умреш тука во животот, сам да сакаш и да примиш духовен живот. Значи душата од духот се одделува. Треба да сме вистински поврзани. Како да се поврзам? Тоа е битниот момент. Па со љубов. Љубовта е врската. Нема филозофија, пазете. Да го љубиме Исус и Таткото. Да ни биде едно во срцето. А потоа да ги љубам сите. Мораш да љубиш, ги изгубиш, ке паднеш. Исус ги љубеше, не изгони никој, освен оние што продава и купува во храмот. Тоа се твои во тебе демоните и во некој храм денеска што продаваат и купуваат, си прават трговија, си играат игри. Тие ги избрка, демоните, не ги бркаше луѓето. Тоа е целата суштина. Огромна маса христијани, скоро сите, само во умот мисла дека се со Исус, а срцето им е далеку, кој знае каде. Пази, и во срцето нивно е некој друг. Не е Исус и Отецот, за да се поврзеш. Некој од овој мртов, паднат, проколнат свет, било кој стои меѓу тебе и Исус, ќе те свлечка назад. Тие седат во иста кал цел живот не се менуваат. Прборат за Исус, репетираат, бамборат стихови. Стиховите се враќаме минатиот пат ги кажавме. Проблемот кој е? Кој може да ме одвои мене ако се поврзам јас со Исус? Ние го читавме на друго. Што може да има? Неволја, мака, прогон, глад, голотија, гибел, некогаш и меч има. Или било што. И да викам, зошто не доаѓаш? Имала пеколни маки, не можела да дојде. Па Господи, човеку, што да кажам? Па дојди тука да ја примиш сила. Не можеш од дома да правиш. Доаѓаме до бањата Силуан, седиш цело време, бањата е тука, треба еден чекор да направиш, да дојдеш да ја примиш силата. Знаете, понатаму вели тој друг препев, може ли да има сила што ќе ме одвои од Христовата љубов? Ако јас сум поврзан, не. Ако не сум поврзан, ќе ти земе. Ти се фаќаш за Исус и не отстапуваш. Ти знаеш дека имаш сила да издржиш. Не мора секогаш да викаш и да се караш. Можеш и да молчиш, во љубов да останеш, потоа ќе дојде силата. Не може да се откажеш ако си вистински поврзан. Поврзан си во љубов. Запаметете го ова. Мораш да го љубиш Исус, да го возљубиш, да разбереш, кога ќе ја примиш таа љубов, ќе сватиш дека тоа е вечноста. Тоа е тоа што не држи живи. Минливите односи на земјата, значи по една молитва, Манде каже дека вистинско роднинство е на небесата. Тоа е парафраза на онај стих, кој ми е брат, сестра, мајка, не значи да не ги љубам своите.
по Тимотеј вели, а кој не ги љуби своите блиски, полоше од неверни. Но Исус, морам низ Исус да ја држам призмата, зашто тој може да ме свлечка, мајка ќе стане син против татко, мајка против ќерка, едни против други ќе се испокарате и сатаната ќе победи. Дете, ние почнаме да дојдеме овде, почна со лифтот се уште не е направен. И тој уште ми се смее, немаш лифт, ме провоцира да го удрам, да го окарам. Фала ти Господе, немаш лифт, ха. Кој сатаната лично. Отидовме, требаше кај Ѓорги, оттаму се случи друго. Татко му Крума премина. Сега дојдовме овде, значи нема да се секирам јас. Не се секирам, терам, издржувам, некогаш треба да издржиш и сега кажува се што може да стои, да ти пречи. Смрт. Што смрт? Исус ја победи смртта. Живот. Животот е Исус, тој е вечен живот. Има клучевите од адот, ангели, власти, сегашност, иднина, височина, длабочина. Ниедно создание не може да те отргне. Фати се за Исус, поврзи се со љубов. Приклучи се да имаш сила. Ништо не може да ме одвои од нашиот Господ Исус Христос, Римјаните 38:39. И сега зборуваме, сили од височини и длабочини, демонски сили, не може да ме одвои ако вистински со сето срце, душа, ум, сила, се што имам, сум поврзан со Исус. И тие зборуваат молитви, а не се поврзани. Го замислува Исус, репетира, ака Господе, да, ба. А ти немаш љубов, мораш да се поврзеш во љубов, да се откажеш од себе си, да примиш наплив на љубов, која никогаш не престанува. Дали сум поврзан во љубовна, духовна линија со Исус Христос, или се поврзувам со телесниот свет? И тој понатаму вели, самиот дух тогаш му сведочи на твојот дух. Што му сведочи? Дека си син Божи. Што треба да направиш во конкретниот случај? Со Биле, со Днезе, со било кој од нас, со мене. Што треба да направам? Тој ми кажува. Тоа е неговиот. Тој сведочи, јас сум само слуга, потоа се сраснувам толку многу, што не правам разлика, како што рековме, меѓу тоа што го збори тихо, приватно, и духот. И затоа тој му вели, зашто тие мислеа дека Исус е некој бедник, како дека мислеа дека е бедник, Господ го казнува, а потоа му вели, уште ли не си ме познал, Симоне? Покажи ни го Отецот и достамие. Тој покажа принцип дека Отецот кој ме видел мене, го видел Отецот. Духот треба да ти каже дали ова слово е живо и ја сее љубовта, и дали треба да слуша, самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека сме чеда Божи. Вие гледате дека сте чеда Божи, колку е неговата милост голема. Римјаните 8:16. Со него страдаме, но со него се прославуваме. Ете, тоа е поентата. Како да се прослави во моето срце, во твоето срце, во овој дом, во секој еден од нас, насекаде Исус. И се враќаме пак овде. Значи, треба да се потрудиме, деца, да влеземе во тоа место на спокој, во неговиот спокој. Значи, сите што се непослушни ќе отпаднат како израелците. Значи, тој ти вика, Божјото слово е живо, пробива во тебе, ќе те исчисти, ќе раздели, ќе ти покаже што треба да излезе, ќе ти даде сила некогаш да речеш, маш бе сатано на колена во името на Исус, да си заминеш лазејки, ќе те згазам во името на Исус Христос. Ти дава сила. Нема поголема сила, кога се појави сила, луѓето бегаат, сме виделе. Една жена одеше и падна таму. Беше во некој забременета, како дојде силата, не знам зошто, само ја погледнав и кажа, падна, се преврте, на глава ги крена нозете нагоре. Сила кога ќе слезе, мораш да разликуваш кога јас правам, кога има сила. Божјата порака е жива, разделува, пробива длабоко во нашите најдлабоки мисли и намери, ги соголува душата и духот, да размислиме што е од душата, мојата душа, да си ја зачувам, да си сакам јас, а што е од духот, разоткрива какви сме ние, да знаеш каков си ти. На првата кривина ќе почнеш да лелекаш, никој не може да се сокрие од Таткото Небесен. Се е пред неговите очи. Пред него сите ќе полагаме сметка. Тоа треба да го ставиме, стај го, како да застанам јас. Пак ќе ви ја кажам состојбата со муслиманот. Одам кај нашиот да поправам пилата, ми вика 150 евра. Видов дека ме лаже, ја собрав расклопена и однесов кај муслиманот Турчино, на Пластичарска. И тој ми рече 400 денари, овој ми бараше 150 евра. И му викам, вие сте чесен, овој вака. А ја рика, зошто јас? Пази он што вика, ова го знае тој, старозаветно го има. За тебе да ти украдам 50 евра,
Кога ќе застанам пред Господ, кај ќе бегам? Пази, тој ми е поблизок мене како христијанин. А овој држи проповед или не знам што, не се плашиш ти да крадеш, да лажеш, да ме продаваш. А човеку, дали не се затресуваш ти дека сите ќе одговараме, сметка ќе положиш? Нема да биде добро. Да се држиме непоколебливо. Тој е наш првосвештеник кој е на небото. Тој се ова што ние го издржавме, го издржа повеќе пати, го тепа, го бичува, го плука, му се подсмева, беше Син Божи, не погреши и ние треба кон него да пристапуваме со целосна доверба. Тоа е врската и поврзаност. Комплетно да се претопам во љубов. Не се сомневам, мојот татко ќе направи и одиш напред. Тоа е целата суштина. И тогаш ќе добиеме милост, ако се сеќавате на една проповед пред 3-4 недели, благонаклоност негова ќе добиеме, наклонеци кон него, како што плачеше претходно овој малиот Стерија, Љубиша го зема, ние се молевме и се смири. Така ќе те земе тој благонаклоно и ќе се смири во името на Исус, нема повеќе да плачеш, ќе заврши. Така ќе те земе тој, ако во целосна доверба му се предадеш и останеш поврзан, инаку не поврзан, живеејќи по свое, ти само ќе си кажуваш, а тој не те слуша. На другата страна од линијата ќе слушаш телефонскиот број не постои, ќе ти се смее сатаната, бидејќи не си го направил тоа што треба да го направиш, да се покаеш од срце, да простиш на сите, да не осудуваш, концентрирај се на ова, тоа е најлошата врска, тебе ќе те осудуваат. Никого да не осудуваш, и тој вели, кој си ти да осудуваш тук слуга, значи и сатански слуги. Тој е судијата, да ја прифатиш неговата волја и љубов и да не се сомневаш кога ќе приоѓаш кон него, тогаш стануваш поврзан, затоа тој става одредени служби, става човек овде кој може да рече, уште ли не си ме познал, Филипе, да видиш кога зборува во духот, да го примениш тоа, да го примиш ти тој дух, потоа ти можеш да станеш. Исус вели, јас морам да си заминам за духот да дојде, значи Исус заминува, доаѓа некој друг што ќе биде слуга, тој го прима духот, исправи како Исус, па тој заминува, па друг доаѓа. Тоа е принципот, но мораш првим да дојдеш кај тој што ќе ти го испрати, да го примиш духот. Ако имаш отпор и се сомневаш, остануваш неповрзан. Ти благодариме, Татко, што излеваш твојата сила. Ние те молиме за исцелување, да се покажеш, да ја покажеш вистинската сила, да се отворат небесата, ангелска војска да слезе, ќе испееме неколку песни, ќе влеземе во твојата љубов, комплетно да се поврземе. Те сакаме и остануваме, победуваме со твојата љубов. Амин. Одиме со песна, една, две, па ќе влеземе во молитва како ќе не води.